МЕПСО и конзорциумот Сименс Сискон подпишаа договор за ревитализација 400 на 110 коловолтната трафостаница Дуброво. Вредноста на договорот е 4,6 милиони евра, а ќе се финансира со средства на МЕПСО во форма на кредит и грант. Директорот на МЕПСО Сашо Василевски истакна дека оваа постројка е срцето на македонскиот електропреносен систем. Денеска за МЕПСО е многу значаен ден, бидејќи започнуваме со еден инвестиционски циклус со проекти за ревитализација на повеќе трансформаторски станици и изградба на 7 нови далеководи ширум земјава, проект вреден повеќе од 50 милиони евра. Ова инвестициска ера ќе акронисаме со изградба на нов 400 киловатен далековод, со кој ќе се поврзат електропреносните системи на Македонија и на Албанија, што ќе биде прва електроенергетска врска меѓу двете држави, а воедно, во овој проект, меѓу двете држави, проект на Охрид и целиот југозапад на Македонија, ќе добијат нова и мокна 400 на 110 киловатна трансформаторска станица. Обновата на трафостаницата ќе трае околу 3 години, а работите се очекува да започнат на почетокот на следната година. Улагање инфраструктуру предуслови за будуќност. Вложувањето во инфраструктурата е предуслов за иднината, а по 40 години на трафостаницата Дуброво ќе се изврши замена на примарната високонапонска и секундарна опрема, при што ќе се користи најмодерна технологија. На подпишувањето на договорот присуствуваше и вице-премиерот задолжен за економски прашања Кочо Ангјушев, според кој овој проект е многу важен за енергетскиот систем. Средствата кои што се наменети за овој проект се обезбедени од страна на Европската банка за обнова развој, значи грант од West Balkan Investment Fund и собствени средства на МЕПСО. Од 4,6 милиона евра, само 1 милион евра се собствени средства на МЕПСО и 1,6 милиони евра се кредит од Европската банка за обнова и развој. Останатите средства се од Western Balkan Investment Fund. Според најавите со реализацијата на овој проект се очекува да се обезбеди зголемена сигурност и доверливост во работењето на високонапонската опрема, мониторинг во реално време и навремено детектирање и превенција на дефекти.